Празниците завршија, но се уште не држи празничното расположение. Во претходните две емисии ви покажавме што ја одбележа годината што помина и што очекуваме од што туку започнатата. Денеска ќе одвоиме време за амбицијата да се достигне брзината од 1600 км на час на тркала. Повторно ќе ве растресеме со цените на одржувањето на Bugatti, го тестиравме Ford Focus со 1-литрениот EcoBoost мотор, а на самиот почеток ќе се збогуваме со Volkswageновата бубачка, која по втор пат ја пее лебедовата песна. Многу нови модели ќе се појават во 2019-та, но некои и ќе згаснат. За жал на милиони луѓе низ целиот свет, меѓу нив ќе биде и бубата на Volkswagen. Таа повторна ќе замене во пензија сега дефинитивно. Скоро 7 децении поминаа откако првата буба излезе од фабриката во Волфсбург. Беше конструирана како народен автомобил, од каде и марката го доби своето име. Ги освои Германија и целиот свет со својата едноставна конструкција, лесно одржување и пријателски изглед. Стана најдолго произведуван автомобил во историјата и од неа беа направени 21,5 милион примероци. Последниот се симна од производствените ленти на Volkswagen во Мексико во 2003-та, 6 години откако се појави генерацијата што сега ја испраќаме во пензија. Можност да се простат со автомобилот што остави најдлабока трага во историјата ќе имаат само американците. Во моментов се произведува низината финална едиција, чија цена изнесува $23,000. Кабриолетот е нешто поскап, а и двете верзии се дополнително опремени со декорации од хром, биксенонски светла и големи тркала. Млазниците за миење на ветробранското стакло се загревани, а управувачот обложен со кожа. Атмосферата во внатрешноста ќе ја облагородуваат уште амбиенталното осветлување, автоматски клима уред и деталите со нерадиосувачки челик. Опремена е со 2-литарски TSI мотор со 180 конски сили и 6-степена автоматика, а е достапна само во 2 уникатни бои. Се слушнаа гласини дека можеби ќе биде трансформирана во електричен модел, но од Volkswagen нема ниту збор за тоа. Сепак, никогаш не треба да се каже никогаш. Малку фалеше проектот Bloodhound SSC неславно да заврши. Место кон нов рекорд, најбрзото возило на светот бавно тргна по еднонасочната улица на заборавот. Се развиваше 11 години со цел да постигне брзина од 1000 милји на час, но финансиските потешкоти ќе му пресудеа. Последниот обид да се спаси беше во октомври, но потребните 25 милиони фунти се покажаа како преголем залог. Инвестициите неопходни да заживее Bloodhound SSC не беа најдени и пред дури и да се обиде да го сруши светскиот рекорд во брзина, проектот официјално беше згаснат. Но, како во некоја божикна бајка, одеднаш се појави анонимен финансиер од Јоркшир, кој најави дека ќе откупи банкротираната компанија и дека Bloodhound ќе продолжи кон својата цел. Тој лани на првите тестирања стигна до 338 км на час. Плановите предвидуваа во 2019-та да се направи уште едно тестирање со 800, а посакуваните 1609 км на час да се постигнат во 2020-та. За тоа беше ангажиран Енди Грин, кој е и единствен што нема многу да загуби со укинувањето на овој проект.
тој уште во 1997 година го има постигнато сегашниот рекорд од 1227 км на час. За развојот на Bloodhound SSC беа ангажирани преку 100 инженери и техничари. Возилото е долго скоро 13 метри и располагаше со два мотора, млазен и ракетен со вкупна моќност од неверојатни 135.000 конски сили. Имаше и трет мотор, 5-литарски V8 од Jaguar, кој беше задолжен за препомпување на горивото во ракетниот мотор. Беше предвидено возилото да биде расклопено и со продажба на компонентите и опремата да се подмират долговите. Финансирањето на овој проект се базираше на донации, а во најдобрите времења имаше 350 спонзори. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Text Eva. I miss you. Send. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Метрополис, број 1 радио мрежа. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Повторно имаме шокантни вести од Бугати. Овој пат тие се однесуваат на цените за одржување и сервисирање на веќе излезениот модел од производство Veyron. Во следните минути ќе видите дека неговата цена повисока од 1 милион евра може лесно да се дуплира за 10 години само со чинењето на неговото одржување. Бугати Veyron не се произведува скоро 4 години, но се уште ја окупира јавноста. Овој пат со цените на деловите и сервисирањето од кои ќе ви се заврти во главата. Така, редовниот годишен сервис кој вклучува замена на маслото и филтрите чини 16.000 евра. Целата оваа операција трае 27 работни часа.
За пневматиците, кои се менуваат на секои 4000 километри, треба да се платат 35.000 евра. И тоа без работна рака и транспорт на возилото до фабриката, бидејќи тоа може да се стори само таму. Ако пак треба да се замени резервоарот, тој чини 18.000 евра плюс уште 20.000 за неговата монтажа. Секоја од 4 турбини чини по 5.600 евра, на кои ќе се додадат уште по 8.000 за мајсторите. Тие за промена на еден ладилник ќе наплатат само по 1.800 евра, но затоа за резервниот дел ќе побараат 8.000. Кај Bugatti Veyron сепак има и нешто ефтино. Мерачот за проток на воздух чини 16 евра, а еден сензор за положбата на брегастата оска само 8 евра. Но ниту замената на овие делови не е ефтина, бидејќи сметката на крај ќе биде поголема во првиот случај за 1.600, а во вториот за 5.200 евра. Погодувате, толку чини ангажманот на златните раце на сервисерите на Bugatti. Американците по многу теркови се чудни за европејците. Дури и нивната мода на тркала е многу поразлична од стариот континент. Америка стана родна земја на пикап возилата поради практични причини, а еден од најпродаваните модели во историјата на автомобилизмот е Ford F-150. Во неговото моќно Raptor Limited издание стана и најбрз серијски пикап со перформанси на кои многу спортски возила љубоморат. Ако сте се запрашале кој фабрички пикап е најбрз во светот, тогаш првиот одговор што ќе ви падне на памет е погрешен. Тоа не е F-150 Raptor, туку Limited верзијата на истиот модел. Неа Ford ја направи за да ги понуди суровите перформанси на Raptor во едно пософистицирано пакување. Го има истиот 3,5 литарски твин турбо мотор со 456 конски сили, спарен со 10 степена автоматика, но со поинаков преносен однос во диференцијалот. Бидејќи за разлика од Raptor не е наменет за офроуд авантури, погонот на сите тркала му е опционален. За ваква механичка основа тежината од 2,5 тони не е никаков проблем и Ford F-150 Limited до 100 км на час забрзува за само 5,1 секунда. Секако дека ваквите перформанси чинат, и тоа доста. Основната цена на најбрзиот пикап во светот е $68,000, додека за верзијата со погон на сите 4 тркала треба да се доплатат уште $4,000. Со идеја да го долови гламурот и привлечноста на американските автомобили од пред многу децении, Lincoln подготви специјална серија на Continental. Наречена е Coach Door Edition, со што акцентот е ставен на централниот начин на отворање на вратите. Ова решение кај Continental за прв пат се појави во неговата четврта генерација од 1961 година, кога Lincoln се консолидираше и целата гама ја сведе само на овој модел. Од Continental Anniversary оваа година ќе бидат направени само 80 персонализирани примероци. Внатрешноста е рафинирана со луксузни и технолошки додатоци, а задните седишта се уникатно обработени.
Меѓуоскиното растојание е продолжено за 152 мм, а за погон е задолжен 3-литарскиот твин турбомотор со 400 коњски сили. Цената не е објавена, но сигурно ќе надмине $100,000, што е повеќе од двојно од стандардниот модел. Швајцарскиот визионер Франк Риндеркнехт продолжува да не бомбардира со неговите замисли за автомобилот на иднината. Тргнувајќи од тезата дека во еден автомобил најмногу се возат двајца, со студијата СНЕП нуди повеќе решенија за изгледот и функционалноста на каросеријата со употреба на ултрамодерни лесни материјали. Швајцарскиот Ринспид продолжи да ја лансира ланската идеја за модуларно возило кое може да се користи за повеќе различни работи во текот на денот. Концептот е ист, но димензиите му се помали, заради што е наречено микроснеп. Долго е 2,6 метри и собира само двајца во својата кабина, направена од композитни материјали. А таа, освен за превоз на патници, може да послужи за било што, како подвижна канцеларија или работилница, за достава на стока, па дури и како мобилен полнач за електрични возила или разни уреди. Ринспид има смислено роботизиран начин за нејзино брзо и едноставно менување. Поставена е на скейтборд шасија, која во согласно со духот на возилото е електрична и автономна. За погон е задолжен мал трифазен електромотор од 13 киловати, со кој се постигнува максимална брзина од 75 км на час. Со возилото се командува со гласовни команди, а со едно полнење на батериите ќе може да помине 95 км. Како и секој од претходните 24 концепти на Ринспид, и микроснеп е исполнет со импресивна количина футуристички технологии. Ги препознава патниците со скенирање на зениците на очите, подесувајќи ги параметрите според нивните барања. Со ова е овозможена нова персонализација во случај заеднички да го користат повеќе луѓе. Стаклата се затемнувачки за да обезбедат интимност во кабината, каде амбиенталното осветлување се прилагодува на расположението на патниците. Иако не е објаснето како тоа функционира, внатрешноста може да се подели на две оделни акустични зони. Така секој од патниците ќе може да ја слуша својата омилена музика без да му пречи на другиот. Швајцарците се решени микроснеп да доживее серијски да се произведува, заради што веќе се преговара со потенцијалните инвеститори. Како голема предност се наведува тоа дека едно вакво возило може да се користи со децении, при што погонскиот дел останува ист, а ќе се купуваат само нови надградби. По повод 50-тиот роденден на Михаел Шумахер во музеот на Ферари е поставена изложба во негова чест, наречена Михаел 50. Таа дава длабок и детален преглед во неговата одлична кариера во Формула 1, крунисана со 7 светски титули, 91 победа и 155 освоени подиуми. Најимпресивниот елемент на изложбата е така наречената Сала на победите, каде што се изложени некои од болидите со кои тој владееше на F1 патеките. Неговите фанови ќе може да го видат моделот од 1996 година, со кој тој ја освои својата прва победа за куќата од Маранело. Изложени се и болидите кои ги донесоа првите шампионски титули, неговата и конструкторската, а свое место има и последниот со кој тој се прости од Ферари и Формула 1. Тука се и сериските модели 430 Скудерија и Калифорнија, во чиј развој Шумахер активно учествуваше. Изложбата ќе биде дел од поставата на музеот на Ферари неколку месеци, а влезницата чини 17 евра.
Со E-Legend концептот Peugeot предизвика лавина од сеќавања. Тој потсети на богатото минато на марката кое рака на срце започна да се заборава. Него го градеа бројни модели, меѓу кои и 504, чија купе верзија беше дизајнерска инспирација за маркантниот концепт. Овој модел, дизајниран од Пининфарина и препознатлив по грбавиот багажник, беше представен во 1968 година. Ја освои титулата автомобил на годината во Европа, но најпознат беше во Африка. Со својата робусна конструкција тој буквално го освои црниот континент. Беше еден од ретките автомобили што ги совладуваше тамошните беспаќа рамноправно со најгрубите теренци. Колку беше популарен сведочи фактот што се произведуваше во 5 различни африкански држави и тоа се до 2006 година. Се произведуваше и во Јужна Америка, Азија и Австралија и од него беа направени скоро 4 милиони примероци. Голем дел од нив беа опремени со издржливи дизел мотори, меѓу кои и основниот имаше 1,9 литри и е 2,50 конски сили. Ниту бензинците не беа многу посилни. Најмоќниот беше со 2 литри работна зафатнина и 106 коњи. Рачката од менувачот се наоѓаше на столбот на управувачот, а погонот беше на задните тркала. Интересно е и тоа дека еден од неколкуте победи што Peugeot 504 ги постигна во светскиот рели шампионат ја освои познатиот Хуан Микула со Жан Тот како совозач. Што се однесува до концептот E-Legend како неговата модерна интерпретација, Peugeot се изјасни дека нема намера да го произведува. Французите на бројните критики за оваа одлука одговорија дека за да влезе во сериско производство треба да има барем 500.000 заинтересирани купувачи. Новата генерација на Focus не донесува револуција, туку еволуција. Во рамките на таа еволуција, новата генерација на Focus нуди повеќе простор во внатрешноста, поатрактивен дизајн на надворешноста и многу нови скриени одобрувања. Што се однесува до електрификацијата, Ford Motor Company може би малку доцни во однос на нејзините конкуренти. Тие најавуваат хибридизација или електрификација на сите нивни модели по 2022 година. Но што дотогаш? Се разбира, нисколитражните мотори. EcoBoost моторот кој има своји 3 верзии, 3 години поред ја освојуваше титулата најдобар мотор во светот. Овој трицилиндричен агрегат подпомогнат со турбополнач не само што пружа перформанса, туку пружа и економичност. Но да видиме како тој се однесува и како теоријата делува во пракса токму во новиот Ford Focus. Во внатрешноста на Ford Focus има многу изненадувања, но најголемото е просторноста. Затоа што на истата должина како и кај претходната генерација запазена е многу поголема просторност и комфорт. Височината на кабината е смалена, незнатно е проширена, но добиено е извонредно чувство на просторност и удобност во внатрешноста.
Возилата на Форд се познати по неколку работи, а една од оние што се врвни е подпирањето, односно суспензијата, како и управливоста на возилото. Што се однесува до подпирањето, тоа има за Ford Focus дури 3 решенија. Но кај хеджбекот забележлив е оној со мултилинк подпирање на задните тркала, а подобрено подпирање и на предните. Оваа комбинација дава една одлична синергија на управливост, но и на удобност. Автомобилската мода ги диктира помалите мотори. Мотори кои имаат помалку цилиндри, а подпомогнати се со турбополночи. Тоа е најновиот рецепт кој го смислија производителите во борбата против загадувањето. Рака на срце, овие смалени мотори се активни скоро 10 години во служба и кај Ford. Овој модел е задвижуван со трицилиндерскиот 1-литарски EcoBoost мотор, кој има 3 верзии на силина, но оваа располага со 120 конски сили. Овој мотор, иако не звучи моќно, тој има многу добри перформанси и линеарни забрзувања, благодарејќи на турбополночот. Неговата перформанса е изненадувачка. Иако скептични сме кон овие мали мотори, во поголемите каросерии тие добро се снаоѓаат. Рака на срце, Ford овој мотор го планира и го продава и во големиот Мондео. Но колку се продава Мондео со овој мотор, тоа е друго прашање. Но сепак во C сегментот, каде што купувачите се многу свесни за еколошките перформанси на своите возила, ова може да биде еден од бестселерите на пазарот, бидејќи потрошувачката е во рамките на очекуваното. Интересно чувство се добива за управувачот поради одличниот вртежен момент кога го добивате на мал број на вртежи и исто така работата на турбината која пумпува доста стероиди во моторот, па дури го возите и полека. Затоа возачот без оглед дали вози латентно или динамично. И на крај доаѓаме до цената на Ford Focus. Возениот модел е опремен во нивото на опременост титаниум, но е збогатен и со цитати од нивото на опременост бизнис. Сето тоа чини 22.900 евра. За цената нема да дискутираме, бидејќи, како што споменав, ова е потполно нов модел, а новите модели кои доаѓаат на пазарот секогаш ги следи високата цена. Но сепак атрибутите кои ги пружа Focus се повеќе од многу добри, бидејќи внатрешноста, целиот амбиент, па и материјалите употребени во неа се одлични. Нема веќе импровизирање што се однесува до материјалите на инструмент таблата или пак на централната конзола. Можеби за мала критика се панелите на вратите кои делуваат малку грубо, но тоа е проблем кој се среќава во сите возила на сегментот C. Focus е еден од најпродаваните автомобили во светот во својот сегмент. Откако се појави во 1999 година, Focus представува еден символ не само на возни својства, туку и на издржливост и квалитет. Се надевам дека квалитетно ги исполнивме според вашиот суд овие 30 минути. Ве поканувам на повторна средба за 7 дена. До тогаш останете во добро расположение и здравје и се гледаме во истиот термин на истата фреквенција.